Почитувани љубители на спортот, добро вечер. Ајде вака да почнеме. Емисијата Арена трае некаде веќе 13 години. Зашто го кажав ова? Заради тоа што пред 10 години отприлика во ова студио со нејзиниот татко влезе една девојче кое што не знаеше да каже, ама баш ништо, и одговараше со да и со не и со не знам. Беше блокачка. Долго ми нам помислија тогаш дека ќе се работи за еден талент кој што ето ќе трае малку и кој што ќе згасне како што вообичаено нели биваат работи, меѓутоа во редакцијата почувствувавме дека во тоа девојче се крие нешто као некој скриен вулкан, како да ви објаснам сега попластично, и решивме да ја следиме нејзината кариера. После 10 години пред тоа девојче паѓаат не само олимписки, туку и светски шампионки во џиу-џицу. Значи, да не ви должам повеќе, мои гости вечерва се Александар и Катерина Ацевски. Добро вечер. Добро вечер. На двајцата мислам дека побава најава Кате од ова и немаше дали сгрешив нешто или беше буквално така. Точно. Тука дојдов пред многу години прв. Баш не знав ни да ни не да кажам. Како мало дете. Ово кажав не попусто, бидејќи на еден многу тежок, сега скоро беше, нели, пред колку време пред непол месец? Пред 2 недели, да. Пред 2 недели на Гран При турнир во Париз, оружјето пред тебе го положи и светската шампионка во џиу-џицу и ти со таа победа застана на победничкиот пиедестал. Македонија можеби за прв пат во џиу-џицу имаше представник на знамето на Македонија се вееше сред Париз. Ајде да видиме со кого да почнеме со тебе. Како беше чувството кога на таков турнир застана со македонската знам? Прво морам да бидам искрена, не очекував, затоа што ми беше прв сениорски турнир, бев во категорија со противници од Германија, кои што тие се број 1. Тие секогаш се очекуваат они да стојат на пиедесталот. И токму првата борба мене ми се падна со германка која што е 29 годишна, поискусна е, постара и нормално ја изгубив борбата. Сепак мислам дека изгубив борбата ради моја грешка, не беше кој знае колку појак од мене. Втора во свет. Втора во свет, точно. Втора во свет во сениорска конкуренција. На моја грешка, мислам дека можев да победам, ама ете, можеби ако ја победев, понатака немаше да земам некое место. Не очекував едноставно. После имав 2 борби со французинки, едната французинка ја победи Филипон, пак со французика и таа Филипон, дојде борбата за 3-то место. Таа беше со уште една германка, која што е актуелна светска и европска шампионка, каде што на европското првенство се сретнавме и јас изгубив од неа и го земав 2-то место на европско, а она зема 1-во место. Каде што на светското првенство не учествував ради скрешениот прст, мислам дека да учествував на светското ќе земев некоја медала, сигурно сум. Добро, има време. Се одмаздив во Париз и ја победив и стигнав до тоа 3-то место посакуваното. Значи, минатата година беше гостинка овде и ја. Тогаш падна олимписката шампионка. Сега не знам како се викаше, меѓутоа онаа што го напуштила школата да се посвети на џиу-џицу цел живот и така натаму, меѓутоа отиде. Нели? Еве сега светската шампионка. Нема више кој да падне, Александар? Па има уште многу има. Има уште многу. Ајде, кажи ми колку се подготвувате за овој турнир. Дали ова беше едно вистинското што го очекувате цело време? Па не, ние не очекувавме ништо на овој турнир, буквално ништо, затоа што турнирот во Франција е втор по сила после светското првенство. Значи светско првенство, па после турнирот во Париз, од причина што Париз е Гран При, во светската џиу-џица федерација постојат 3 Гран Прија во цел свет, Тајланд Опен, Герман Опен и Париз Опен. Париз Опен е најстар Гран При турнир и ги собира најдобрите 500 сениори од цел свет, така да сега од цел свет. Помалку ги има од Америка и од Африка и
од Азија, меѓутоа генерално од Европа ги собира најдобрите 500 сениори. Поминаа без чотек. Да. Така да дури да дури појако од европско од причина што на европско имаме и кадети и јуниори и така натака, а европско ово е Гран При, тоа е буквално само за најдобрите сениори. Дополнително тоа што Парис е навистина еден најстар Гран При турнир што се организира во светот и како трета работа джудото и џиу-џитсуто во Франција е една федерација. Така. Значи таму борбите беа во нивниот институт. Да не ви кажувам каква е таа сала споена со хотел со капацитет од 500 луѓе, со се буквално за нивните репрезентативци во џудо и џиу-џитсу. Затоа и Парис е домаќин на тој Гран При турнир. Затоа и можам стварно да кажам, ја во едно друго интервју кажав дека ќе бидам задоволен со 5-то место. Добро. Од причина што не сакав како обично кога разговараме со вас, доаѓаме често во ова студија и разговараме, очекувам медала, очекувам најмалку трето, очекувам. Сега навистина бев искрен, реков очекувам до 5-то место, затоа што и навистина во разговор со Кате мислев дека и 5-то место ќе биде поради фактот што 10 беа во категорија и Кате 11 или 9 и ти, како не сум сигурен. 10 или 11 борци беа во незина категорија, со тоа што зборуваме за сениорки. По 29 и За 30 сериозни. години. Со големо искуство позади За себе. сериозни, дополнително е тоа што знаеме што значи апсолутна категорија плюс 70. Тука веќе ограничување нема, да е минус 70, 3 до 4 килограми се разлика. Така, овде нема. Овде нема ограничување, да речеме французинката што беше прва имаше 120 кила. Фактички она сега и плюс джудо тренира таму и така натака, секоја чест Така. си победи французинката и дојде и до финале и победи у финале. Неважно, ние не се сретнавме во текот на борбите, меѓутоа навистина во Парис 4 носители што беа на групи, 4 носители на групи, првата во светот, втората во светот, Испадна. четвртата во светот. Не, носители на групи беа. Да. И они доаѓаат со, се разбира, пославо рангираните. А пошто Катерина е прв пат на еден сениорски турнир во својот живот, што сега напуни 21 година, Так. едноставно ние знаевме каде да одиме, меѓутоа беше едно добро искуство и Парис има многу добра организација, онака баш си сигурен каде одиш, за разлика од некои други држави каде што има и европски и светски, а се мачиш да стигнеш, некако е покомплицирано. Во Парис беше навистина многу добра организација, затоа и го имаа тој Гран При. Значи Гран При не може сега да добие одма утре Скопје ние да правиме Гран При. Мора најпрво да организираш многу други турнири, тоа бордот на Светската федерација да го согледа и да додели Гран При. Затоа се само 3 во светот. И така како што каже и Кате, борбите почна не убаво за нас. Сега паднавме со втората во светот, германка спремна бомба, меѓутоа Кате прво поведе 5-0, значи стварно почна фуриозно, сгреши, од што се исплаши во джудо, падна сама, доле германката доби и пон и фалеше само у прв дел, Кате поведе 8-4, пак не беше, па германката доби казна, за малку ќе искршеше клучна коска, продолжи борбата, Кате изгуби. И близко си било да победи. Борбата кога заврши, сега ние разговараме со Кате, добро, зошто стално вака почнуваме, некако после се мачиме, добро, ништо, тоа е тоа. Типично македонски. Да речеме, да се вадиш. И после, кога ќе изгубиш во прво коло, во сите спортови е така. Додека зборуваш Александар, јас ќе замолам режија, нека држи малку овај медалот кој што Кате го освои таму. Режија ме молам. Вака, ова е тој медал кој што Катерина го освои таму. Точно така. А и тежок е баје, сигурно нема злато натре. За Олимпијадата од Ајфелова кула имаше делови.
Да? У медалите, не знам овде дали има. Па бога мила. Така да, кога ќе Прекрасно. изгубиш во прво коло, во сите спортови е така, потоа мораш сите до крај да ги победиш за да дојдеш до трето. Ништо не можеш веќе да очекуваш прво и второ место. Сега вие ги пратите сите спортови, можеби овие детали не сте ни должни да ги знаете, затоа ние помагаме како спортисти. Ако? Сите до крај морате борби да ги победите за да дојдете до трето место, ништо повеќе од прво и од второ. Так. Јас и Катерина уште во првата борба се збогувавме со златото и со среброто и во еден наш разговор викам сега тоа е тоа, мораме се до крај да тепаме за да дојдеме до медала. Добро, идеме до крај сега, затоа и сме отидени таму. Добре, златото се освоива, среброто се добива, бронзото исто се освоива, не? Да, има едно правило во боречките вештини. Еве ја би го, ако дозволите, вие сте водител, Кате да го каже у кратки црти. Кате? Што е разликата помеѓу среброто и бронзата? Па среброто ќе изгубиш финалето и ќе дадат Еве Кате нека. После На бронзата се радуваш? За бронзениот медал победуваш и го добиваш. Така. А за сребрениот медал Губиш ти го даваш. губиш и го даваш. Ти го даваат. Значи, така некако Правилото е на чувството. бронзата се радуваш, на среброто плачеш, затоа што на среброто си изгубил, добиваш да. медала, а бронзата е птен, даваш до крај максимум од себе, знаеш дека идеш на се или ништо, и кога ќе добиеш бронза многу е... Кога ќе каже некој освоивме бронза со златен сјај, Да, Со- значи со- златото и бронзата да, некако е има тежината тежината, а вториот секако е повреден, добро, ама- меѓутоа на пиедестал првиот и третиот се радуваат, среброто е знаел дека ќе го некако како па да секако он го има. некако го има и да изгуби. Да. Да, и така да мислам дека многу вака ни значи овој медал, затоа што да речеме во финалето паднавме со Сандер Лоте, таа е светска шампионка, актуелна светска шампионка Так. и актуелна европска шампионка. Европска шампионка стана со победа над Кате. Сега во финале они во Романија. Се врти околу Кате. Да, меѓутоа не е лага и овде сме го разговарале сега Да, гледачите, различни гледачи можеби ја пратат емисијата. Ние кога се боревме за да биде Кате европска шампионка, буквално изгубивме од една грешка или не знам како да кажам на еден црногорски судија, а наш пријател. Мислам, како да кажам сега, да не бидам погрешно разбран, јас после борбата, после финалето, јас го прашав, се сретнавме во хотел и го прашав, те молам, кажи ми дали некогаш сум ти побарал да судиш за Кате. Ако сум ти побарал да судиш за Кате, значи, меѓутоа ја не сум ти, вика, али зашто ме то питаш, зашто ме прашаш? Да. Немој да судиш ни против Кате, значи ова, Да. стварно, сите го видоа, сите тренери, после имаше јавувања, ние фрлањето го пративме и во Джудо Федерација и така натака, навистина Кате беше оштетена и може би тоа ни беше еден така, да речам, повод кога се падна Кате со светскава шампионка и сега Кате пак со доза на несигурност, викам, добро, дали ја победи во Романија ти, бевме оштетени од судијата, точно, па Зошто не ја победи? еве шанса, дај да докажеме и на судија и на цела Европа дека и така влезе Кате во борбата за третото место. Мислам онака борбата, како да ви кажам сега, суди од цел свет немаме, не беше Црногорецот таму. И Кате онака борбата, ако ви кажам дека заврши 16-4 нешто, 16-5 максимум да беше, има слики, мислам, има и снимка, не е битно. Во ниеден момент борбата не беше доведена во прашање. Апсолутна доминација, а германецот, незиниот тренер, некако како да беше убеден дека ќе победи германката, се разбира дека и он сакаше да дојде до медалот, пошто се работи за светска шампионка Така. и европска шампионка, а останува без медала на гран. Значи, тоа е тежината на Гран Прито, пред малку што го кажував дека навистина ете и светската шампионка остана без медала, а Кате ја зема таа медала. Кажете ми, не сум ме прашал, како ја доживуваш ти борбата на татами се вика? Татами. Да.
И како ти ја доживаш како незнин татко, нели, и тренер, надвор од татамите. Значи, кај тебе мора и емоции да се измешани. Има емоции, кај тебе нема, се исклучуваш. Морам да се исклучам, затоа што морам да се фокусирам на борбата. Додека пак он, кога губам, кога станува тесно, мора да викне, мора да покаже нервоза малку. Ама јас во тој момент не го сваќам тоа лично. Тоа го сваќам тоа е за мене сепак. Имаше еден момент каде што јас бев излезена скрос од татами, а германката во борбата за бронза ми имаше налегнато некако одгоре, ама едната нога и беше во татами. И се важи се комита, она ме држи доле. Јас тоа не го гледам, ама он како тренер го слушнав. Ми викна, што правиш, те држи во себе, станувај. Ја тука се освестувам, мислејќи дека сме надвор од душеците, и дека судијата, очекував судијата запре. И он викна, станувај, те држи. И јас тука станав, и потоа излеговме од татами и запрем судијата. Дали му иде некогаш да ме тресне од земја, сигурна сум, од грешки. Да ги тресне од земја, другите има ли, кога гледаш дека неправилно нешто и ќе удри, ќе гуши или како се вика тоа, не знам, ти доаѓа некогаш да влезеш во терен? Не. Тоа до сега не ми дошла некоја таква емоција. Добро, сепак си родители. На кате и раката и беше скршена пред мои очи, ја отидов да гледам. Не беше ни у нашиот спорт, у друг спорт и ја скршија раката. Нема, едноставно запаливме колата и се вративме за Македонија по доктори. Нема. Сега пред 5 дена се случи една несакана работа во Србија, така да нема тука. Кате не се кајчи повреди едно девој. Нема тука. Ние и во хотел отидовме и да се извиниме и тој тренерот словенец, ова вика не ми се случило, некој да дојде вака да се извини. Фала ви, дури контра, ја мислев да нема реакција. Значи нема, и гледам дека и другите тренери тоа го разбираат, едноставно ние знаеме децата кај ги пуштаме. Денеска Кате седи тука, утре ќе ме поканите со друго, некој дете ќе освои друг медал. Значи знаеме ние децата. Ето дека не ја видиме Кате на светски пиедестал број 1 на 1. Кате на 7 дена пред светското ја скрши раката и светското првенство Сандра Лоте германката стана светска шампионка, може би ќе се случеше чудо. Тоа не е чудо, ја веќе очекувам медала, ама тогаш беше јуниорка. Беше најстара и затоа нас тоа многу не погоди тој момент што ние платени авионски карти, крит, брод, платен авион, се и ние одиме таму на трибини да ги гледаме нејзината категорија да ја гледаме. Буквално ја изгледавме од трибини нејзината категорија. Вие претходите како репрезентација на Македонија? Како репрезентација, меѓутоа Кате, борбите на Кате, категоријата на Кате, ја гледавме од трибини, пошто она беше со раката. А сега на Гран При? На Гран При бев само ја и Катерина бевме. Ама како Македонија. Како Македонија? Да. Таму на тие официјални турнири мора како држава. Да настапиш. Европско, светско. Македонија уствари на тоа Гран При. Мола? Ја представувавте Македонија на овој. Европско, светско, балканско и Гран При, 4 турнира се како Македонија настапуваш. Додека сите други, а не се многу ранкинг турнири може би има 5 и повеќе останати меѓународни турнири што не се ранкинг, меѓутоа се на европски календар, таму настапуваме како сакаме, немаме обврска да одиме како репрезентација. Можеме да одиме под било кое име. Меѓутоа на овие 4 турнира како Македонија се настапува. Пред да влеземе во студио, Кате ти ми рече дека како јуниор заврши на 3-то место во свет. Точно, да. Сега како се рангирано? Сега во сениорската конкуренција сум 17-та, со тоа што уште не е направено рангирање, ажурирање, од последно. Париз не е влез? Не, се уште влез. Значи ќе напредуваш? Спрема бодовите на 13-то или 14 место треба да бидам. Ми бега таа од 13-то место ми бега за 60-70 поена, нешто така. Видете, значи како ние најпрво да ви кажам кратко дојдовме на сениорската ранглиста.
Добро. Светските игри се оваа година за месец и пол или за два во Кина. Светските игри се олимписки игри за неолимписки спортови, каде што и џиу-џицуто како спорт настапува со сите останати. Се разбира дека на светските игри има и џудо, има и карате, има и олимписки спортови настапуваат на светски игри. Добро. Тоа е исто така, нели, на највисоко државно ниво преку Министерство за спорт и сите тие. Значи, Сега ако пошли олимпијада, ова е не олимпијада, ама повторно цел свет. Светски игри, Так. онака официјални Сите спортови кои што не се во олимписката програма. и плюс олимписките. И плюс олимписки. Олимписките боречки спортови. така. Значи со сите церемонии Да. се исто. Олимписко село и така натака. И на секои 2 години се одржува тоа. И сега, пошто ние нависти, меѓутоа таму важи едно правило е поразлично од олимписките игри, што само првите 8 од светската ранглиста можат да настапат. Така. Значи не може да настапи се, Тоа например, е многу јако. нема појако. Значи затоа се светски игри. Лани беше во Ријад. Во Ријад, Во Ријад. оваа Добро. година Саудитска се во Арабија. Кина, наредната. Значи навистина зборуваме за еден светски спектакл. Така. И сега ние, пошто имавме, односно се надевавме дека можеме да дојдеме и во сениори во топ 8, невозможна мисија, меѓутоа сакавме да се обидеме. И што почнавме? Почнавме да ја пријавуваме кате и во јуниори и во сениори. И почнавме уште од Женова, уште од јануар месец, и рековме цела година ќе ја изодиме и во јуниори и во сениори, не мораш да бидеш, не знам, да освојува. Меѓутоа, една победа, 2 победи, ќе собираме бодови за во 2025 да успееме да отидеме на светски игри. Почнавме да зазимаме место, дел од колачот во сениорската ранглиста. Светските игри објавуваат категории каде што на категоријата ја нема. Затоа што категории има многу, има сега, не знам, 100 категории. Так. И они 100 категории, сакам да речам, тоа е само за сениори. Добро. Меѓутоа они не можат да ги земат сите женски и сите машки сениорски категории. Одбраа 3 женски и 3 машки. Апсолутната категорија не одбра. И ние тука некако се разочаравме, да речам, и се вративме во 2024 да ги работиме само јуниорските, за да дојдеме што повисоко на таа јуниорска листа и успеавме да дојдеме до 3-то место, губејќи значајни бодови поради сениорскиве турнири, меѓутоа бевме задоволни како трети во свет, ама сега веќе не влегуваме, не знам, од 50-то место. Да, од година нагоре, сега дојдовме на 17-то со некои турнири што сме ги оделе ширум Европа 2013, 2023 и 2024. Кој ќе додава 3-то место од Париз? Сега веќе не можеме назад, се разбира, само напред. Така да сега веќе ќе дојдеме на 13 или на 14 цела година. Нема тука веќе, нема ограничување. Можам да слободно кажам 10 години имаме фора. Кога си јуниор бркаш за 2 години што можеш да направиш во таа конкуренција, а кога си сениор до 35. Сега размислуваш само на до 35, после више е мастерс, меѓутоа тоа е ретко мастерс, двајца, тројца нема во светот. Кажи ми, со сите овие што се сретна во Париз, веќе се имаш сретнато? Минече со Лоте... Само со Лоте во Париз се имаме сретнато. Лота Сандер и со уште едната германка која што на светското првенство беше второ место. Со неја си имам сретнато, за жал неја ја немам победено. Сум доживувала пораз од неја. Па добро. Меѓутоа има времето е добро. Па, добро. Она правеше пауза некое време, ја немаше по турнирите како што ја немаше у категорија. Сега пак почна да се надпреварува од светското првенство. И на светското зема второ или трето, да не ме држате збор. А оваа година, фактички, во Париз, не зема ништо, а беше една од фаворитките. Па да. Александр, како котира веќе
позната е на европска и на светска сцена. Да ви кажам, најискрено мислам дека е позната. Порано не бев во ова убеден и некако ова прашање не знам како сум го одговарал, мислам дека сум го заобиколувал некако, или може би дури сум бил искрен дека не сме никаков фактор, може би сум бил брутално искрен, или сум, сега можам сигурно да кажам дека сме фактор. Дека сме фактор, зборам во апсолутната кај што е Кате. Затоа што чувствувам дека и знам дека има борци што дојде време да ги гледаат нашите борби. Така е. Како што ние сме ги гледале нивните борби, не знам дали Кате ќе се сложи, односно прашањето е толку добро и феноменално да еве не сме ние нешто разговарале, еве и Кате добра прилика да каже или односно можеби и дома ќе разговараме, ама мислам дека сме фактор. Па види ти кажем, ако во тенисот си добра со 300-400 место на АТП листа, овдека сум 13-14, извини, молим те, не да си фактор, Да. дебело си фактор. Да. И оној што треба да влезе во сениори или така натаму или веќе се чекај, рече имаме до девојчима од Македонија. Да речеме во Не е олимписките спортови, кога ќе изгубиш првата борба, од тој што си изгубил, тој те влече напред. Мора тој да иде до финале, за ти да имаш за репасаж. А, така. Да, додека во неолимписките спортови, првата борба која ќе изгубиш, понатаму мораш сите да ги победиш како што ти е жребот, без разлика првата дали ќе те влече, за да дојдеш до медал. Тие се некои Да, правила кои што... правила, да. Така да мислам дека и е добро да си во се разбира поради многу фактори, еден од факторите е да си погоре на ранг листата за да бидеш да дојдеш да бидеш носител во групата. Кога си носител во групата, секогаш у прво коло мора да ти падне некој од долната, кај што или воопшто го нема, или е доле негде во групата. Така. За да не се сретнат сега Да кажем, условно речено, не бите некој... да не се сретнат у прво коло првата и втората. Така. Испаѓа у прво коло. Висок ранг со низок ранг. Мора да да е Висок, така. низок, Така висок, низок, да. Сега тука е интересно што во Париз, да речеме, она се падна со германката што е втора у свет, таа втор носител на листа, а ја гледаат Катерина доле 17-та, многу разлика, многу Нека лесно ќе биде. млада, прв турнир. Значи, сега тоа е тоа. Мислам На дека крај јас и таа што ми беше првата борба се најдовме една до друга. Двете го заземавме, третото место она го Така. зема. значи Она го германката зезна. беше трета и Кате И трета. ја, Да, да. второто, трето место, да. Супер. Значи не беше германката прва или втора и Да, да, германката да, беше да. трета. Мислам, девојчето се бори, значи и вака крупна како Катерина и ки лаже и се германски некој менталитет, се гледа дека нема емоција, се гледа тренерот исто такав како истиот тренер им е селектор, сериозен тим. Они си носат свој доктор таму, си имаат, не влегува докторот од Франција, ако има повреда, нивен доктор. Така. Имате право да пријавите и доктор преку спортдата и така натака. Значи сериозен, збориме за сериозен тим. Сега интересното е и ова да се каже за Париз поврзано, не може повеќе од 4 борци да пријави една држава. Значи многу јак турнир. Така. Значи не може сега не знам Германија има не знам 2000 регистрирани. И 100 души да 100 пријави. души нема сите медали горе доле Така. све меѓу они ќе бидат. Не може. Секоја држава ќе си направи репрезентација. Дали ќе ги иде спрема нивниот домашен ранкинг од прво до четврто место или како ќе биде, не знам, меѓутоа само 4 борци. Немаше простор за повеќе? Кај мене, Борци? кај нас не. Кај нас не. Немаме квалитет Имаме, немаме квалитет. Немаме Скап квалитет. е турнирот, експерименти да правиме ние баш на Париз Опен, мислам, тоа е. Висти да експеримент. Сега минатата недела бевме во Србија, носевме 12 борци. Значи претходно бевме во Бања Лука, носевме 14 борци. Во Словенија носевме 9. Значи идеме голема екипа. Така. Можеме да ние да избереме за Париз Опен, да одиме тројца, четворица, па и петина, ќе најдеме сила, меѓутоа туристички. Не е тоа мојот начин на работа. Начин на работа. Имаше таму еден наш пријател
што е континентален судија од Сараево, и во хотелот... Немој Црногорец да ми го кажеш. Не, и он беше таму. И он беше таму, меѓутоа на други борилишта и така натака, неважно. И кога се сретнавме, добри пријатели сме, многу важно, овој Парис некако многу има информации интересни. Само двајца од цела Југославија донесува медала. Како да ви кажам која е тежината? Така. Донесе медала од Алексинац, европски шампион е дечкото, наш добар пријател. Недела дена претходно бевме на припреми заедно. Потоа он пишуваше, вика, ете што значи за Кате, што вежба, ете зема медала. И навистина е така. Значи Кате донесе медала и Филип донесе медала. Значи две од цела Југославија. И јас кога го прашав дечково од Сараево, они се фактички од Република Српска тој дел. Да. Викам колку ве има денеска на, викам ниеден. Како ниеден, најдобра федерација у бивша Југославија се они. Да. Спрема статистика, да. Па нема, вика, не сега имаме ние борци, ама туристички, вика, не се носат многу скапо. Тука се нашаливме нешто. Викам да не испадне и ние туристички. И вечерта во хотелот, во не знам колку часот беше, 10-11, ми праќа порака, ми честита. Викам, не е туристички, вика, донесовте медала, вика, за Македонија. И така, значи, многу значајни работи овој Парис, турнирот во Парис носи. Како не? Секој ново прашање, некоја нова тежина. Александра, заминавте без нешто посебни помпи, дека ќе се оди, дека немаше најави, немаше... Барем ја не ги видов. Да. Нешто. Се вратите, па повторно немаше нешто специјално да ве дочека некој градоначалник, министер, што ја знам. Има Добро, ние генерално на Парис Опен отидовме со целосна подршка од министерство. Добро што прашавте, па ете ја можда ќе да кажам. Инаку еден Facebook фан пиша многу добар статут. Вика Алкалоид влезе во финале и едно девојче освои Гран При турнир, донесе медала, а ни една телевизија немаше пренос за тоа. Так. И некако онака ми стана, ама ептен, и он дури имаше во заграда пишано, кој не знае, вика Ролан Гарос е Гран При. Да. Што е тенис, така е ова од џиу-џитсу, без разлика што е боречка вештина, боречки спорт во прашање. Меѓутоа, видете, пиарот ни е многу слаб. Морам да признаам и мораме да работиме на тој план и можеби, не знам колку е гледаност на емисијата, верувам дека, пошто сте многу години, 13 години, би сакале да имаме пиар стратег, што би го платиле за да може на оваа тема малку да немаме време, верувајте, дали да бидеме тренери, дали да бидеме селектори, дали да бидеме доктори, дали да бидеме возачки, дали да биде она борец, дали да работи... Во федерација нема портпарол? Нема пиар, нема портпарол, од причина што сите функции кај нас се работат бесплатно. Сите функции. Да речеме, вие сте спортист, па работите генерален секретар. Так. Вие сте спортист, па сте подпредседател. Јас сум спортист, па сум селектор или не знам, спортски директор. Значи, така се распоредени работите. Меѓутоа, мислам дека сега сме доволно, чувствувам, дека сме доволно спремни, па можам да кажам и така финансиски малку поспремни. Што ќе ви се јават? Да можеме да ангажираме човек што би ја водел таа наша пиар стратегија, од што вика македонецот пустото немаме време. За поосвојување на медалот, за тоа сте, значи скросно нека сосема во право, немаше некои големи најави. Не видов ни претходно ни после тоа. Немаше некои се слушаме вчера, како вчера. Да. Се слушаме, знаев дека освоитаме и тоа очекувам дека некаде ќе прочитам, ќе видам што е, како е тоа. Спортските новинари не поддржаа, имаше. И тоа толку беше. Да, во 2-3 портала напишано, толку беше. Многу оскудно, многу кратко. Сега се спремаме за Рим, медитерански игри. Сега Белки после оваа емисија ќе... Дај Боже, добро, пазете, па можеби подобро така. Можеби па и таа скромност сега. Ама нема веќе скромност.
Па, Девојка е 13-14 во свет. Нема скромност веќе. спонзори нема. А. Спонзори нема. Единствено што во моментов не поддржува на секаков начин Министерството за спорт, меѓутоа сакам да кажам дека не е на одмет и да има и еден По добар секој спонзор. случај. Значи во смисла да се олабави Министерството, се на Министерството оставено, за се нешто таму одиме, бараме, кукаме, бараме, молиме, Сите кукаат. Не, меѓутоа они стварно овој пат препознаа во нашата федерација, препознаа сериозна работа, препознаа сериозна структура, верувајте, вака и приватно се познаваме меѓу себе и вака веќе станавме овде како навистина. Као дома. Да, фала ви, благодарам што навистина не поддржувате и е ред да се каже дека они навистина препознаа една добра администрација, имаме еден добар тим, не сме ние еден човек, не знам, федерација или еден човек кажува, имаме структури, имаме комисии, работни тела, сето тоа за наша голема среќа, односно вистина, Министерството го препозна и имаме сериозна поддршка. Значи, Так, пред 3-4 години ниту јас, ниту вие не сме имале влакна на јазикот. Дефинитивно. Сме кажувале, Дефинитивно. онака пред емисијата сме разговарале, збориме, кажуваме. И така и било. Сега не навистина. Па види, Што е право сега. Ова емисија и позната по тоа што секогаш отворено се збори, никогаш не се ставале ракавици, па да се значи идеме или напред. чини работата или не чини работата. Идеме напред, Петар, идеме напред, дефинитивно. Еве федерацијата обезбеди комбе, пак со средства на Министерството за спорт. На некој ќе му биде чудно, меѓутоа последниве година дена тоа е за моја вистина, односно за како да кажам, за нашата федерација и која имаме состаноци е револуција. Значи се препораѓаме што измислена именка било да имаме комбе, мислам. Какво комбе? Ние сме барале спонзорства. За автомобили патувавте по... Па тоа било мачење, па ќе вратам, ќе ми се расипе у Ниш на шлеп служба, па ќе земам друга парента. Тоа било мачење. Сега, за волја на вистината, тоа комбе ќе биде се брендирано овие денови. Мислам дека тие турнири каде што ќе можеме на 31 мај идеме на Јахорина, да речеме, имаме многу јак турнир како припрема за Рим. Значи ние пред секое големо надпреварување идеме на 2-3 помали припремни турнира, каде што не ни е многу генерално важно. Так. Меѓутоа таму можеби штелуваме некои нијанси со... Па и тактика се прави на тие, следат други. Ја дури сега мислам дека и на тие турнири можеме да смениме во смисла да не бидам погрешно разбран и да изгубиме на некои ситуации, да изгубиме борбата, да се добие, меѓутоа тоа е пак малку за објаснување тешко и нема потреба да замараме. Не види, зашто не, тоа е дел од тактика, се е тоа дел од тактика. Да. Ние едноставно порано пред со Катерина кога сме доаѓале овде и сам сум доаѓал, имате право и вие, не само кате што меѓутоа ние не сме знаеле кај тераме, не сме знаеле едноставно дали ќе успееме. Било во прашање дали ќе се успее или нема да се успее. Еве успеавме, сега веќе размислуваме скроз со подруг менталитет, со подруго. Сега е веќе нешто друго. Со подруго едноставно сменене мајнсетот, Да. Мајнсетот е сменет и правиме високи, големи планови. Едноставно штелуваме форма, се спремаме за јаки турнири надпреварувања, меѓутоа пак ќе повторам многу тивко тоа го правиме. А кажи ми, има ли шанса набрзо да стане олимписки спорт џиу-џитсу? Не сум сигурен јас во тоа. Во повеќе држави во светот една федерација се џудото и џиу-џитсуто, дали се спрема нешто или не, ја не знам. Сега Светската федерација е во Абу Даби. Има шанса таму да се донесе некако? Во Абу Даби тоа е таму да се отиде на едно првенство, како да ви кажам, значи спектакуларно нешто од сите можни аспекти,
со посебни простори за вар соби, не гледаш суди. Тоа е нешто, не знам, измислено зборувам за цел свет. Значи Париз ако е петка, Ова е 15. Ова е 15, значи хотел со 7 звезди. Така да сето ова сите овие прашања сето ова трга од Абу Даби. Мислам дека тој свет и тие луѓе таму, мислам дека сериозно работат на ова прашање. Па ако се вложи толку во Абу Даби во џиу-џитсу, ја мислам дека и Олимпискиот комитет ќе мора малку да смени. Па Ова е размислување, сепак многу пари се вложуваат. Мене како спортист ме загрижува нешто друго. Сега не може боксот да е исклучен, не може каратето да го исклучат, не може, во Париз гледавме скейтбординг и гледавме Танцови. латино танц или како беше. Така е латино танци. Нешто, мислам, што нема допир со спорт. Прво, ајде да е некој спорт што кај нас не се практикува е спорт, меѓутоа латино секоја чест за тие што вложиле труд за да играат латино танц или скейтбординг, ја не знам да застанам на тоа чудо. Сега некој прави таму, меѓутоа за Олимпијада сметам дека не е. Јас сметам како спортист. Боксот како еден... Да го исклучиш како оснивач на... Така е. Како еден спортовите со кој што започна Олимпијадата. Така е започната Олимпијадата. Може би биле други правила. Едниот битно. Удира, па другиот удира. Ама како и да е. Јас сум ги прател тие работи, знам и кои се почетоците и сум го учел тоа, меѓутоа да го исклучиш ти сега боксот. Па и каратето како може би поради оние што беа скандали машки пријавени у женски категории, па не знам, такви некои скандали имаше, меѓутоа тоа регулирајте си го вие. Ама имаш федерација, имаш инспекција, имаш што сега таа федерација комплетно исклучена, се формираше колку што знам во Америка, некоја друга, па таму се приклучуваат за да успеат да го вратат. Многу работи се менуваат во светот во овие моменти, па веројатно ќе дојде до исправање. Кај нас се работи што е многу интересна боречка вештина, модерна боречка вештина. Зема ли замав, извини? Зема замав, многу е тоа, многу важно. Не се заснива само на една боречка вештина, се заснива на 3 боречки вештини. Мораш да ги владееш трите боречки вештини, трите делови, многу е интересно. Еве, уште една информација многу важна. Интересна за Париз. Се плаќаше влез. Вие сега ние не одиме на градски стадион, не гледаме веќе, нема публика, нема. Ваму се плаќаше влез, имаше 3 типа на влезници со VIP, со гледање од VIP ложа. Уште и цените кажи ми ги сега. 20 евра, 10 и 5. 20 евра беше влез за VIP. Символично е. Да речем. Добро, има парични награди? Нема. Нема парични награди. Нема парични награди. Меѓутоа, ете, пак од разговор во разговор доаѓаме. Например, каде се плаќа влез? За која боречка вештина? Сем за Олимпијада се разбира. Пак нас не се плаќа за ништо влез. Да, таму да речеме во Париз уште е духот на Олимпијадата присутен. Се чувствува онака градот дека уште од лани живее со Олимпијадата. Зашто се спремаме сега? Сега се спремаме за Јахорина, тоа е меѓународен турнир, каде што одиме. Секој пат не е битен, припрема за медитерански игри во Рим. Тоа е битното. Тоа е битното и тоа е исто така ранкинг турнир, исто битен за бодови, за повторно пријавена у сениорска конкуренција. Може би ќе влезам во топ 10, ако таму успеам да стигнам до пиедестал. Кога е тоа? Тоа е на 12 јуни. 12 јуни. 12 или на 16 тој викенд? Од 12. 12. Поточно, извини, јас сгрешив. 13 јуни. Она се бори на 13 во петок. Тоа значи дека следните месец пат ја имаме емисија. Со Господ напред. Потоа имаме Балканско во Атина, Европско сениорско во Беверен, Белгија, таму веќе сме имале прилика да учествуваме. Имаме и медала земена од Европски куп. Сега малку е специфично светското првенство што е на Тајланд, тоа е во ноември. И картите сега што ги гледаме се страшни, авионските карти. Добро, имаме време да тргнеме и со кола ние, кај што треба ќе преприваме. Како ќе успееме да отидеме ние на Тајланд, тоа мене баш и не ми е во моментов и јасно. Од причина што, да, точно,
ние сме комплетно покриени од Министерство и до сега и во наредниот период релаксирани влегуваме во турнирите. Тоа е многу битно. Меѓутоа, најбитниот момент Тоа е верувам, многу меѓутоа мислам дека таман доаѓа крај на година и ќе треба некако да ги истуриме парите на едно светско, па да останеме до декември, па и првите 2-3 месеца од 2026 и тука сега, меѓутоа мислам скоро да сум сигурен дека овој проблем ќе го некако не бевме научени да не идуваме на разбирање. Некако одиме таму, нозете назад ни се враќаат. Сега некако наидуваме на разбирање, не знам како. Еве како. Значи ова отвора врата. Да, мислам дека резултатите отвараат врата, врата. пред фактите и боговите молчат, меѓутоа и некоја беше агенција и некако, не знам, помала тежина може. друга атмосфера. Сега кога е министерство, така е некако посериозно тоа, некако сватено, некако подсврсто се гази на земја и мислам дека ќе изнајдеме Не, мислам дека и министерот Ристевски дека сосема сериозно влезе во оваа работа и не само ради тоа што ова ви покрива, нели, пати, трошоци и така натаму, но и тоа и по други потези што гледам, веќе се гради нешто, сали, па некои спортски терени во Георгелија и така натаму. Сосема сериозно има сватена работата, дефинитивно професионално. Дефинитивно професионално влегол човек. Он не можеше да се изначуди кога на првите состаноци инаку можете да замислите, он го отвори Скопје Опен, што беше во Илинден, нашиот 14-ти меѓународен турнир, он го отвори. Да. Можеше да каже некој човек што се џиу-џитсу, ја не разбирам, тоа мал турнир, мал. Така иде зборот, не е олимписки спорт. Дојде лично, мислам, сакав да речам дека се чудеше како немате сала, вика вие ваша. Па немаме, кај тренирате? И сега ја почнувам. Климент Охридски, Лазо Трповски, Александар Македонски, викам училишта низ Скопје, вика не може така тоа, ќе мораме да обезбедиме една сала, каде што вашата репрезентација, вие пак држате си по училиштата, вежбајте дечиња, меѓутоа вашата репрезентација да има 24 часа, ја излегов од таму, не можев да им верувам на ушите. Јас барав, викам, дајте ми подрум. Подрум дајте ми, ние ќе си го опремиме, едноставно да имаме наше. Каде така да мислам дека вие што кажавте сосема се сложувам дека е сериозно пристапено, како ќе биде, што ќе биде станува времето да покаже, ние сме конечно. Кога министерот Ристовски беше гостин во емисијата, разговаравме на доста теми и многу работи кажа, искрено како спортски новинар, научен сум да кажуваат и така натаму, ќе биде ова, ќе биде, зборот ќе, знаете го превод што значи, идно време од глаголот лажам, според мене, и шатовачки кажано. Ја многу не верувам, меѓутоа, според она што веќе се прави и она што беше кажано, значи, можам да го повлечам тоа идно време, нели? Секоја чест, влезење сериозно и многу брзо, дали следната емисија или наредната, повторно ќе го побарам во емисија. За само 7-8 месеци станува збор, или за година, помалку од година, нема... Да видиме до каде е сега тоа што беше зборувано и ветувано тогаш. Знам дека се гради и се прави, еве во Долно Лисиче се прави спортска сала. Расадник. Базени, не сум утек, меѓутоа народот се чувствува некоја... А би било убаво да ви дадат расадник. Решава работи. Расадник да така некако и ја гледам, па ќе видиме дали ќе... Ми беше зборот, решаваат работи што не би требало да ги решаваат. Многу работи сака да учини на секој еден што ќе... Добро, не може човек да стигне секаде, тоа е јасно. Опасно стига и мислам дека... Меѓутоа, дај се вратиме на емисија, каде спремна ли си ти за Рим? Спремна. После ова, мислам... После ова што доаѓа? После Париз, мислам дека више треба да се расшири име во моја. Да се знае дека...
Не сум. Мене ми е интересно што у Рим, да речеме сега, гледаме пријавени борци што прв пат ги гледат Бангладеш, Индонезија. Каде биле, викам, овие сега, ние такви борци ни на светско немаме видено. Ни на европско, а европско не може, да речеме, меѓутоа Парис Опен е гран при отворен за цел свет. Сега гледаме пријавени, гледаме Индонезија, Бангладеш, што се, кои се? Да, може би има Значи сакаме, ако нека губи, ако јас се сложувам, ама да влеземе со друг некој начин на тактика, на борба, да видиме како би ние тоа, да можеме у наредниве 10 години ние да се спремиме за светски пиедестал, а не... Значи вака, сега да јахори ние некои помали турнири кои што се помалку или поможно важни. Па иде Рим медитерански игри, па иде светско Балканско Латино. Латина? Да. Таму те чекам да. Малку на Балкан. Ама она е балкански шампион. Ако само ќе брани, она ќе брани титула. Да браниш, ама во Атина да ја одбраниш. Да. Тоа е битно. Државен првак е. После тоа? После балканското? Сениорско... Европско. Европско сениорско. Каде? Во Белгија, во Беверен. Беверен. И за месец дена светско првенство на Тајланд, тоа е 2, 3, 4 ноември. Значи, ако сега е 5-6 месец? 5, да. За овие 7 месеца имате толку балканско, европско, светско и 3 меѓународни. Да, па добро, така, не, тој ритам е... Добар ритам? Па добар ритам е, континуирано е, веќе со години така, немаме ние некоја пауза. Еден турнир месечно, тоа е загарантирано. Ајде малку сега, скромно, нескромно, више, рековме, нема скромност, веќе си играч. Само што пиар да најдеме некој да не пофали. На светско ниво си играч, веќе не важи тоа, па чекај... Да учествуваме. Да учествуваме, нема да учествуваме, за идеме да победуваме. Не може само Македонија сите победуваат, само не идеме да учествуваме. Заврши тоа. Тоа заврши. Пијар да Кубертен отиде, важно е да се учествува. Не е важно, битно е да се победува. Што можеме да очекуваме од овие 3-4? Оптимистички или реално? Еве од твоја страна кажу. На меѓународните турнири очекувам злато. Очекувам златен медал. По Рим, како што кажавме, доаѓаме више во пресред со други борци, Бангладеш, Шпанија, негде. Не сме ги имале до сега, да? Не ги познаваме, не сме ги сретнале, не сме ги следеле. Тоа ќе биде некој нов предизвик, некој нов левел, да речеме. Макар и да изгубам, сакам да се најдам на татами со поспремни борци. Некогаш, кога сум со поспремен борец од мене, на поголем ранг од мене, немам толку страв, толку несигурност, отколку што кога ќе се падне некој што е помал ранг. Затоа што ако изгубам од појака, па добро, ајде, појака, ама ако изгубам од послаба, значи треба нешто да појачам, треба нешто. И пак повише учам од изгубениве борби отколку што учам од победените. Така, други притисокот, тоа е исто кога некој кога шутира некој пенал. На голманот му е полесно, никој не очекува да го одбрани, а сите очекуваат да даде гол. Да. Тоа е тој притисок, сега кога ти си високо рангирана, сите очекуваат да победиш, сега тоа е изненадување што или ќе го дозволиш или нема да го дозволиш. Да. А има ли некој посебен режим на приpremите, има ли каде? Освен овие турнири? Па нема, она е во режим на припреми постојано. Цела година. Да, 10 години иде и на джудо, иде и на џиу-џитсу, 6 дена у неделата тренинзи, државен првак е и таму, неприкосновена е од 2 федерации стипендист е. Сега во сабота повторно влегува, пак копија ќе фрла, ја бараат. И во Атлантска федерација. Си ги има некои таму резултати, не знам што ќе си одлучи. Нема игра и фудбал играш уште? Па игра, у Речица брани таму веќе е 3-та година. Ништо уште хип-хоп и... Да идеме сите спортови, негде да отидеме, не, најдобро на скейтборд, па да видиме со додиме на Олимпијада, да. Па ми што како се нешто, да научиме нешто. Да научиме. Добро, сега идеме на тренинг од емисија. Да. Морам да ви заблагодарам на двајцата што со првото јавување веднаш прифативте да бидете
овој гости. Знам дека има тоа врски, знам дека ви е напорно, меѓутоа тоа секој мора да си ја врши својата работа, нели? И наше е да ја запознаеме јавноста, не да ја запознаеме више, не да ве познава, би требало као оче наш да ве познава. Сите ми се чини, а имам впечатлок дека сте повеќе познати надвор него во Македонија. Па како што кажав и преска, ние тоа не го гледаме такво познанство, не го гледаме дека веќе борците се подготвуваат спрема стилот на во тој сегмент јас мислам дека сме познати, кои ќе видат кате во пријавена за некој турнир, па се спремаат, а иначе дека треба мене некој да ме познава. Не, па се спремаат ако ги видат кате, леле Боже, само да не ни паднава. Да речеме, веројатно, јас нема што веќе тоа порано ако не било така, сега е така. А иначе дали некој ме знае мене или не ме знае, најмалку важно е. Друго сега да кажам, многу повеќе ве знаат во други земји како Катарина Ацевска и Александри. Во џиу-џитсу светот тоа е тоа, како што се познаваат помеѓу себе у другите спортови, како што гледаат други спортови стратегии спрема. Имавте уште една Ацевска која што тренира. Како е? Државен првак пред 2 недели стана, имавме државно првенство, државен првак во незината категорија, беше пријавена во уште една категорија, таму зема второ место. Со 14 годишни се бореше, добри второ што зема. Мислам не ни мораше да се бори. Ајде викам да видам што како ќе се однесува. Тренира заедно со нас. Мислам дека е тоа за мене една одлична вест од причина што која јас ќе се повлечам да превземе кате, па понатаму. Не дека е ова нешто фамилиарно, јас себе кажувам, не дека каму е таа фамилиарно. среќа 20 деца да имаме спремни у Париз да ги однесеме или не знам на светско, на европско. Сега за сега е ситуацијата таква, веројатно поради тоа што ја ги влечам работите. Така да дај Боже секој родител да се залага за своето дете. Дај Боже децата нека одат што поише на спорт. И јас би додал, дај Боже да имам уште повеќе и спортски ентузијасти и спортисти како кате, ентузијасти како тебе пред се ентузијасти, кои што се вложуваат целиот во спортот. Она е многу мала, за да можеме ние да ја на балканско ја носам сигурно. Ако добро. На балканско ја носам сигурно да го почувствува прво тој амбиент, да види публика, да види сериозност, да види да не биде само на овие турнири кај што одиме. И друго сакам да кажем, и со тоа би завршил. Да. Да покажеме дека не важи тоа Македонија е мала земја и нема избор на спортисти. Не важи тоа за нас. Значи не важи, во ниеден спорт не важи, или се работи, или не се работи. А не само тоа, него и патриотското чувство, значи не дозволувам. Јас сум барем така малку тврдокорен како Амблемов и сме биле и дисквалификувани поради глупости, поради името, не знам, не сум поклекнувал, сум добивал коментари поради твојато ова децата остана. Добро. Па сум се размислувал ноќе, можеби се луѓето да не се управо. Пример, дисквалификувана од Европско беше еднашка во Грчка. Да, знам. Поради некои мои таму ставови. Па добивав коментари, зошто го оштети детето, ќе земеше медала, па ти им вратеше на друг начин. Па сум размислувал. Меѓутоа, појако е од мене и не само што не важи да учествувам само, него бркам победи, него и не важи некој да ме гаси на некој патриотски. Македонија има на адресовите. Единствено, не знам како, единствено. Во моментот која ќе стане, нема да стане никогаш тоа, пиреј, ќе никне. Ако некогаш стане тоа, ја да сум жив, ја ќе го закачам кимоното, доста е. А и нема потреба јас повеќе да... А и не настапувам за друга држава. Така. Мислам дека немаме потреба, кате вака застанува и некако ми е толку многу драго што има у неа некој таков тврд патриотизам. Не е важна скромност, верувајте. Така ми е драго. Мислам дека дали гледа, дали осеќа, дали на пиедестал македонското знаме, не може она. Тоа е сепак чувство, не може да се глуми тоа. Не може, не може да се глуми. Не може. Не се бори. Или го немаш во себе. Да. Среќа е што еве и ти, па и Кате го имате и ви посекувам уште многу успеси и уште многу пати да ве гледаме на највисокото место на победничкиот пиедестал. Очекувам многу брзо. Да, баш. Благодарам. Благодарам за секогаш сте тука да не секогаш сме позади вас.
Ви благодарам. Благодарам и јас. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме по 7 дена.